3 години во Македонија СДСМ Зоран Заев и дел од медиумите градат атмосфера со нереални, лажни и невистинити работи да се оцрнат членовите на ВМРО-ДПМН. Го нарекуваат Тодоров министер за смрт и сите смртни случаи му ги препишуваа нему, па природно е после толку силна кампања против ВМРО-ДПМН да се случи вакво нешто, изјави председателот на партијата Никола Груевски, коментирајќи го обидот за убиство на екс-министерот за здравство Никола Тодоров. Одговорност треба да има за оние кои што го нарекуваа Тодоров дека е убиец, оние кои што го нарекуваа дека е министер за смрт и оние кои што го нарекуваа дека е виновен за смртта на тоа девојче, за кое што јас искрено жалам. Јас сум родител и знам што значи такво нешто. Знам што значи да имаш дете, да е болно и така натаму и така натаму. Но да обвинеш некого дека е виновен за нечија смрт а при тоа да не е точно, е огромна грешка која што доведува до вакви последици. Го слушам вчера Оливер Спасовски дека тоа било резултат на тоа што луѓето не верувале веќе во судскиот систем и сега си ја преземале работата во своји раце. Во кого не веруваат? Во кој судски систем? Во оној што Крстичи што 4 месеци го држише Скопје под опсада со не знам колку тони оружје во Кондово, на крајот влезе како херој и излезе како уште поголем херој од судот во Скопје во време на СДСМ. Во она време кога Иснафилис Джемаили направи 300 плячки на државата и никој не поведуваше сметка за тоа. И остана, дури откако дојде владата на ВМРО-ДПМН, тогаш да се заинтересираат институциите да го решаваат. Но оние случаи со директор на Годел кој што не ги доби судските казни, на оној случај кога она жена Шуклева во Гевгелија не ја пуштаа да излезе на погреб на незиниот татко. За такви неверувања во судството ли говори Спасовски? Во однос на очекувањата од новата влада предводена од СДСМ и реформите што ги најавуваат, Груевски смета дека социјалдемократите во следните месеци ќе се занимаваат со неговата партија, за како што вели да го оттргнат вниманието на народот од ветувањата кои што ги дале. СДСМ ветуваше во кампањата се и се што, денес викаат тоа ќе бидат само цели кон кои ќе се стремат. Тоа значи дека веќе имаме релативизирање на работите, вели Груевски. Според него, укинувањето на екстерното тестирање е крајно популистичка мерка на СДСМ. Наместо да запре барем неколку часа собранието, да видиме што се случило, кој пукал, атентат на министер и потпредседател на влада до 50 часа. Тие седна и го укина екстерното тестирање. И тоа го нарекуваат реформа. Се што ние сме правеле, вклучувајќи го екстерното тестирање, беше со добра намера. Беше решавање на проблеми кои што ги имавме во основното и во средното образование. А проблемите беа следни. Од 26 ученика, 24 со сите петки. Тоа не е нормално. Околу најавите на СДСМ за реформи во судството и реизбор на судии, лидерот на ВМРО-ДПМН вели дека социјалдемократите имаат долга историја на мешање во судството, а специјалното јавно обвинителство е ставено во нивна функција и работи по нивен диктат. Специјалното јавно обвинителство, различно од тоа што се договараше во Пржинскиот договор, нам ни беше прикажано дека ќе биде неутрално, дека ќе ги испита сите случаи, дека нема да се води од политички мотиви, дека ќе биде на страна од партиите, дека добро е во Македонија се расветват сите овие шпекулации што се создадоа и ние под едни такви услови го прифативме тоа. Тоа излезе целосно партиско, партизирано, послушно на СДСМ обвинителство, кое што се стави во функција на целите на СДСМ да дојде на власт, да ја ослабни и компрометира ВМРО-ДПМН и без никакви докази да поднесува судски обвиненија. Груевски повтори дека нема намера да се повлекува од лидерската позиција и најави период на реорганизација и освежување со нови кадри во неговата партија. Ке се преструктурираме во секој поглед и ќе бидеме одговорна и силна опозиција која брзо ќе се врати на власт, истакна председателот на ВМРО-ДПМН.